Избори се за Македонија е пораката која и синоќа беше испратена од Битола, каде се одржа мирен протестен марш за поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Македонското знаме се вееше по битолските улици, а битолчани гласно порачаат дека не ја прифаќаат иранската платформа и бараат нови избори на кои истата ќе се стави пред граѓаните, како програма за тие да се изјаснат дали ја прифаќаат или не. Постизборно подметнување велат нема да дозволат. Се искристализира сите овие работи после овие 73-4 дена протестни маршови на кои што македонскиот народ покажа и докажа дека не сака тирански платформи. За таа тиранска платформа се крие промена на името Република Македонија и разнебетување на Република Македонија. И после сите овие работи дојдовме до уште една работа која е многу важна во моментот, имено локалните избори треба да се одржат и мора да се одржат барем до крајот на септември или до октомври, како што ние од за заедничка Македонија очекуваме да се случат. Па сега, ако се случат локални избори, нека бидат и парламентарни заедно со локалните, па да видиме народот како суверен и носител на сувереноста на државноста на Република Македонија ќе се одлучи што сака и како сака, дали е за платформи или не е за платформи. Нема да се откажеме од борбата за правдина, само нови парламентарни избори се излез од политичката криза. Председателе Иванов, ние сме со вас додека ви обстојувате на притисокот и не го давате мандатот за да не се формира тиранска влада, порачуваат организаторите на протестниот марш за заедничка Македонија. Велат, ако не се протестните маршеви, отпорот поинаку ќе се организира. Во нефункционална држава, како што додаваат, ќе има нефункционално блокирање улици. Ќе одговараат сите кои ја фрлија изгазија Македонија за туги интереси, додаваат од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, кои велат дека ќе останат низ улиците во Македонија се додека не се исполнат нивните барања.